Драги гледачи, спортски поздрав во студиото на Ирис телевизија и добре дојдовте во фудбалскиот свет на третата фудбалска лига група Исток. Во овој викенд на Истокот на програмата беа надпреварите од редовното 25-то коло, во кое неколку надпревари побудува вистински интерес, како во борбата за самиот врв, така и во битката за опстанок. Традиционално, камерата на Ирис телевизија беше на градскиот стадион во Пехчево, каде што силите ќе ги одберат екипите на Кидго и на Василево. Домакинот, екипата на Кидго Пехчево, засега ја дели петтата позиција на табелата со Овчеполот Свети Николе со по 41 бод и има големи шанси да се одвои во случај на евентуална денешна победа, имајќи во предвид дека Свети Николчани гостуваат на екипата на Плачковица во Радовиш. Екипата на Василево пак е со долга традиција во македонскиот фудбал. Формирана е во 1950 година и во својата историја нема некои позначајни успеси. Знаејќи ја упорноста, талентот и вербата во успех, од тука од Василево произлегле повеќеми на фудбалери кои кариерата ја продолжиле и се афирмирале во повеќе реномирани македонски клубови. Василево засега се наоѓа на 9-то место на табелата со 25 освоени бодови. Теренот во Пехчево е тревнат и идеален за игра. Времето е променливо со надвиснати облаци, што влева надеж дека на актерите на теренот ќе им биде пријатно, за разлика од навивачите на трибините, на кои ќе им треба додатно загревање. За денешниот надпревар тренерот на Кидго Пехчево Трајче Сенев се реши за следниот состав. Со број 1 Стојан Богдановски, број 4 Иван Колев, број 6 Иле Синев, број 7 Ангел Зафиров, број 8 Дарко Алексовски, број 9 Андреј Симевски, кој во отсуство на Никола Тонев е и капитен на екипата. Број 15 Мики Жежов, број 16 Бобан Тиквешанац, број 19 Мартин Димовски и број 20 Владко Стојанов. На клупата за резервни фудбалери се со број 12 Тамер Јамаковски, со број 3 Стојанче Стојанов и со број 21 Мартин Стојанов. Тренерот на Василево Трајче Петров се реши за следниот состав. Со број 1 Блаже Јанев, број 3 Ставре Петров, со број 4 Маријан Стојанов, број 6 Илија Петров, кој е воедно и капитен на екипата, број 7 Миле Митев, број 8 Александар Истов, број 10 Роберт Трајков, број 11 Дарко Петров, број 14 Димитар Колев, број 15 Наум Блажевски и број 16 Драги Глигоров. На клупата за резервни фудбалери се со број 12 Ерол Аметов, со број 13 Лаза Наков и со број 18 Стефчо Христов. Главен судија на овој надпревар е Александар Ангелов, прв помошник Игорче Богатинов и втор помошник Тоше Милев од Кочани. Контролор е Јорданчо Караколев од Штип, а делегат Бранко Богатинов од Кочани. Првиот центар тргна играчите на Кидго, кои се во бели дресови и уште на стартот се гледаше нивната желба за докажување пред своите симпатизери. Прва минута и прв корнер и прво возбудување на теренот во Пехчево. Во општата мешаница пред голот на Василево, капитенот на домашните Симирски упати удар кој гостинскиот капитен Илија Петров го изблокира и свалајќи топката во нов корнер. Веќе во 10-та минута ја бележиме најсериозната шанса на домашните играчи. Миле Денковски одзеде една топка и ја продолжи кон Зафиров, а овој го проигра Симирски, кој го минува Петров и го проигра Димовски, кој отиде во десно, што не е негова специјалност, и со десна нога шутира, а топката оде паралелно со гол линијата на спротивната страна. Во 50-та минута Ставре Петров, кој играше со заштита кацига, одлично изведе слободен удар. Топката одеше директно во голот, каде што Мики Жежов во улога на штопер спасува сигурен гол. Во следниот напад повторно закан од играчите на Василево. Петров доби топка од десната страна и се обиде од далечина да го изненади домашниот голман, но Богдановски беше сигурен и одбрани. Во 21-та минута Димовски продор по левата страна и со кориса топка го исфрли Симирски, кој пак во завршниот момент се сплетка и пропадна оваа убава замисла на домакините. Притисокот на домашните се засилуваше во следните минути. Колев го пронеде Денковски, кој упати центар шут, а Симирски со глава шутира, но крај голот.
Нова акција во која учествува повеќе мина домашни играчи бележиме во седмиот напад. Зафиров убаво го мина Петров и несебечо го проигра Симевски, кој веднаш шутира, но повторно голманот Јанев е на место и обива оваа топка. Симевски очигледно е расположен и мотивиран да ја затресе противничката мрежа. Во 26-та минута Жежов краде една топка и додава до Симевски. Следи вистинска бомба од далечина, но голманот Јанев атрактивно со парада ја исфрла топката во корнер. Корнерите идеално, скоро велемајсторски ги изведува Дарко Алексовски и овој пат идеално центрира, а ударот на Синев на топката со глава голманот го брани. Оно што дотогаш го бранеше голман Јанев не успеа да го стори по акцијата на Симевски, кој пак во улога на лево крило упати центаршут, во кој одбраната на гостите ја исфрли топката кон средината на теренот. Таму ја прифати Мики Жежов, кој упати вистински проектил и ја закова топката во мрежата на немоктиот Јанев. Гол за водство ТДС према 0 за воодушевување, вистинска радост и кај играчите и кај навивачите на Кидго, а ја бележиме 28-та минута. По 10-минутно затишје, повторно возбудување по акцијата на Зафиров и Симевски, кој очи во очи со голманот не успева во својата намера, односно голманот Јанев е поуспешен. Дарко Алексовски беше еден од најагилните на овој надпревар, а својата добра игра ја круниса со гол што го постига во 38-та минута. Акција која ја започна Денковски, кој успеа да се ослободи од двајца противнички играчи и го проигра Зафиров. Следуваше идеална асистенција по која Дарко Алексовски ја погоди мрежата за водство на Кидго од 2:0. До крајот до првото полувреме играта беше понатаму отворена, фајтерска со повремени напади на домакините, кои во овој период беа понадмаки, а за тоа сведочи и односот на корнери од 8:2. Постигнаа 2 гола и има уште неколку идеални шанси, но мора да се признае дека играчите на Василево играат фер, коректно и отворен фудбал, во кој сепак не искористеа неколку идеални шанси. На полувреме тренерите Сенев и Петров сигурно со стручи совети ќе се обидат ваквата игра да продолжи во вториот дел, иако временските услови се менуваа со повремено студениот ветер и ситниот дождец. Немаше замени на полувремето, очигледно играчите одлично се ја вршат својата улога и така ќе продолжат и во второто полувреме. И во вториот дел првата шанса ја бележиме по изведен корнер на домашните играчи. Дарко Алексовски во немон својствен стил и во духот на Шекири ја темпираше топката од аголот директно во голот, но голманот Јанев од самата гол линија исфрла во корнер на спортивната страна. Закани имаше и на спортивната страна кога Колев идеално го пронаде Стојанов, овој ја шутираше топката под самата пречка. Голманот на Кидго Богдановски атрактивно со парада спасува сигурен гол и свалајќи ја топката во корнер. Во 60-та минута Денковски идеално упати паралела кон капитенот Симевски, кој беше побрз и поумешен од капитенот на гостите Петров и шутираше во спортивниот агол на Јанев за водство овој пат од 3:0. Гол на капитенот Андреј Симевски, посветен на неодавно починатиот негов сограѓанин и влюбеник во фудбалот Бранко Пешански. Гостите не се предава и ја користеа секоја можност да дадат барем потесен гол. Во 63-та минута Дарко Петров ја предводеше акцијата на Василево, која продолжија Колев и Ристо, кој во празно го пронаде Трајков, но во последен момент стигна Колев и успеа да го изблокира ударот на Трајков. На спортивната страна домашните изведоа акција преку Колев, кој упати долга топка кон Алексовски, а ова ја продолжи кон Димовски. Следуваше удар, голманот Јанев го одбрани и исфрли топката во корнер.
Во 72-та минута нов гол за нова промена на резултатот. Мартин Димовски одлично го проигра Дарко Алексовски, кој рутиниран во негов стил постигнува гол за веќе убедливи 4:0. Велемајсторски гол кој предизвика радост и еуфорија кај малиот навивач на Китго, кој што со неговиот чадор го сасени овој прекрасен удар и гол на Дарко Алексовски. До крајот на надпреварот бележим уште две идеални шанси. Најпрвен во 80-та минута. Стојанов украде една топка и ја додаде на расположение од Дарко Алексовски, кој пак атрактивно го минува Блажевски и шутира, но стативата овој пат беше сојузник на голманот Јанев. Последната шанса на надпреварот ја имаше Симевски, кој по добиената топка од Мартин Стојанов се обиде со лоп удар, но голманот Јанев со врвовите на прстите спречи изненадување и свалајќи ја топката во корнер. Сега се одличен надпревар со многу шанси, од кои 4 искористија домакините за конечен резултат Китго, Пекчево, Василево 4:0 со головите на Мики Жежов и Андреј Симевски по еден и 2 гола на убедливо најдобриот поединец на надпреварот Дарко Алексовски. Фери коректен надпревар во кој играчите и на Китго и на Василево бреа примерни, зашто судијата Александар Ангелов со своите помошници одлично си ја заврши работата и не беше доделен ниту еден жол картон. Се наоѓаме на градскиот стадион во Пекчево, очекуваме секој момент да започне надпреварот во рамките од третата фудбалска лига Исток, Китго, Пекчево и Василево. До мене е тренерот Трајчи Петров. Добро дојдовте во овие репортажи на Ирис телевизија. Збор 2 коментар. Сигурно ги гледате репортажите. Збор 2 за квалитетот во третата лига, за условите. Гледам дека има некои подобрување, се надам дека и кај вас е исто. Добро дојдовме со добриот пречек во Пекчево од страна на домашната екипа, што се однесува до квалитетот во трета фудбалска лига Исток. Надпреварувањето оди во нагорна линија затоа што се подобрува квалитетот. Со играчи од страна земени во секоја екипа, а екипа само од собствен извор на играчи не може да обстане во тој ранг на надпреварување. Затоа, ако сакаме да го подобриме квалитетот во трета фудбалска лига Исток за воиднина, треба играчи, треба соработка со клубови и треба да се поминат школи, значи пионерска, кадетска, младинска школа и така натаму. За гледачите на Ирис телевизија за широката јавност, за да знаеме кој е Трајче Петров. Трајче Петров е иначе брат на поранешниот голман на ФК САС од Македонска Каменица Томе Петров, родени браќа. Иначе имам брането јас 9 години во ФК Тиверија во Струмица во втора лига, имам настапувано за Плачковица од Радовиш, за Хоризонт Турново и многу други клубови во трета и втора лига во Македонија. Ги гледам условите овде во Пекчево прекрасни. Дали е ситуацијата и во Василево? Гледам дека има подобрување на секаде и во услови на собликувална и терени и трибини. Ете така сега, значи наидовме во Пекчево на еден извореден терен. Исто така и во Василево. Многу сме благодарни на Агенција за млади и спорт. Пред 7-8 години ни го реновираа стадионот и не направија одлични услови. Теренот е исто како во Пекчево, имаме трибина од 1000 гледачи, облекувални фантастични, затоа што можеме да играме во втора лига на надпреварување во моментот. Третата лига Исток е лига или група во која има респектабилни екипи кои што некогаш жаре и пале по Македонија. Ми се чини дека во последно време подобруваат некои поволни ветриште екипите како Брегалница, Делчево, Василево, Тиверија, а после она монотонија се враќаат некако на фудбалската карта на Македонија. Да, за тоа сте во право, но сепак со исклучок на Беласица и Плачковица кои во моментот во трета лига Исток се убедливо спрема мене најдобри екипи, е веќе тука од второ рамниште доаѓа екипата на Осогово од Кочени, Саса од Македонска Каменица, па и напредок Китго од Пекчево со амбиции големи за да влезат во втора лига. Има многу подобрување, само не знам како е била работата внатрешно во клубот на напредок Пекчево, а иначе со тој играчки фонд, јас мислам дека Пекчево заслужува да игра во втора лига.
Тоа ќе порачате на гледачите во Штип и воопшто на целиот исток. На гледачите во Штип ќе им порачам дека штета што се делат лигите, затоа што ние како фудбалски клуб Василево ќе ја офаќаме територијата од Радовиш до Демиркапија. А за источната втора лига им пожелувам од се срце се најдобро и во наредната година дај Боже Пехчево и Василево да играат во втора лига. Јас си благодарам и посакувам успешен надпревар. Благодарам исто и на вас и многу благодарам на поканата и на гостопримството. Уште еднаш. Фала ти. Благодарам. Еве ги комплетните резултати од ова 25-то коло. Плачковица Овчеполе 4:0. Каменица Саса Беласица 1:3. Слог 1934 Работи Џумалија 1:0. Напредок Здраве Радово Брегалница 7:1. Малеш Рудар 1947 4:0 и Кидго Пекчево Василево 4:0. Табела. Беласица е прва со 61 бод. Втора е Плачковица 57. Трето место Осогово 54. На четвртото Каменица Саса има 46. На петото место се проби екипата на Кидго Пекчево со 44 водови. Шесто место Овчеполе 41. Седмо место Напредок Здраве Радово 30. На осмото место Брегалница Голак има 27. Деветото и десетото место го делат Малеш и Василево со по 25. 11-то место Тиверија 20. 12-то место Работи Џумалија 18 и последните две позиции 13-та и 14-та ја делат Слог 1934 и Рудар 1947 со по 17 бодови. Еве и листата на голгетерите, односно најдобар стрелец засега е Бобан Марич од Беласица со 31 постигна гол. На второто место е Миле Костовски, Беласица с 24. Трето место е Јорданче од Тендафило од Овчеполе 16. Четврто место Кемал Аломеровиќ од Беласица 15. Петтото место го делат Дарко Алексос и Кит Го со 13. Исто толку има и Марио Атанасовски од Рудар и Мирче Натков од Осогово. Шеста позиција Даниел Ковачев Напредок Здраве Радово со 12. Исто толку има и Игор Тодоров од Осогово. На седмото место Ѓокшен Лиманов од Плачковица постигне 11. На осмата позиција Андреј Симиски Китго и Тони Мирчевски Плачковица имаат постигнато по 10 голови. И на деветата позиција Мартин Димовски Китго, Роберт Трајко Василево и Стефан Атанасов од Каменица Саса со по 9 постигнати голови. Следната недела на програмата се надпреварите од 26-то коло, во која камерата на Ирис телевизија ќе биде во Свети Николе на надпреварот Овчеполе Кидго Пекчево. До тогаш, драги гледачи, останете со здравје и уживајте во фудбалските репортажи на Ирис телевизија. Пријатно!